на оваа истрага. Вчера родителите добро имаа напишано, објавено кај нив на Facebook страницата на Сдруженијето на родители. Точно е тоа дека Коцевски беше на сител и самиот кажа се што е прибрано во оваа кривична пријава, во овој обвинителен акт, се им дало МВР. Што може да се поврзе и постои преседан и постои пресуда на Страсбург дека иако обвинителството има можност и право да тера своја истрага која што секогаш е подобра и понезависна, точно е тоа дека ако само од МВР они добивале докази, само МВР ја терала истрага, точно е тоа дека таму можно е да е компрометирана таа истрага и да е компрометиран обвинителниот акт, бидејќи доказите им на обвинителството ги доставува институција која што е водена од политички актер. Точно е тоа дека таму можно е и најверојатно има политичко влијание. Кои докази ќе му ги даеме на обвинителството, кои луѓе ќе ги обвиниме, ќе ги ставиме во приказката, индиректно, значи мешање во обвинението. Овде имаме председател на суд, чиј што брат е вмешан во ситуација. Судиката. Незиниот брат сега е обвинет, тоест осомничен и е во притвор, ама домашен, не е во ефективен. Каква објективност ќе се очекува од ова рочиште? Тука имаме обвинет од Министерство за економија, чиј што ќерка стана пратеник пред 6-7 дена. Пратеник на ВМРО ДПМН. Бидејќи нели се испразнија пратенички места? Околу тоа Поели. што го кажа Коцевски, дека МВР им ги доставил докази. Јасно беше тоа. Јасно беше уште првиот ден. Затоа што ВМРО ДПМН имаше многу голем интерес да ја наведе истрагата во насока во која што ја наведе. Проблемот е што обвинителството ова го прифати апсолутно, а тоа коинцидираше со периодот кога Мицкоски му се закануваше на Коцевски дека ќе го разреши, ја прекина постапката за разрешување и ја одложи на неодредено време.